А јас нема да му замерите, бидејќи така ми е прв тука и ќе му се обраќам на ти затоа што за моја среќа ова е човекот од кој што 10 години учев како дел од редакцијата на утринска програма на Сител телевизија со кој што соработувавме долги години, така? Веќе сме на ти. Латас, добре дојде. Поздрав до тебе и до сите во салата и благодарам за поканата. Што сакаат жените? Мажи. Па, многу е релативно да се каже. Сака да живее убаво. А сака да живее убаво со некого. А ако сака да живее убаво со некого, треба да го најде. И тој обично, според мој критериум, треба да биде маж. Бидејќи јас сум од таа школа која вели дека идеален пар во природа, као јенг и јанг, се маж и жена, машко и женско. Тоа другото постои. Немам ништо против, но мојот избор е тој. Павле, истото прашање? Добро вечер на сите присутни. Пред да одговорам на твоето прашање, би сакал, имав прилика да бидам присутен на двата панела пред нас и мислам дека заслужувате сите во публика еден многу голем и силен аплауз. Што издржа? Како што спомна ти, апсолутно сите овие присутни кои што се, пошто 95% од публиката се жени и пред се мене ми е навистина драго и чест што ете ќе имам можност да споделам неколку работи. Како што напомена ти, како што во истиот момент кога ме најави, што би правеле ние без мажите, нели? Јас би го кажал истото што би правеле ние без вас. Браво. Сега, да. Она што сакам да го напоменам, што сакаат жените. Значи, без жена не се може во никој случај. Кратко и јасно. Не може. Значи, едноставно не може да се живее и да се функционира без жена. Но многу е дискутабилно што сака жената и многу е на некој начин комплексно да се објасни што во суштина сака жената. Вие сте еден момент кај што не може да се објасни. Меѓутоа, исто така и сте многу едноставни во работите кои што ги посекувате и кои што ги сакате. И мислам дека со внимателно одбран однос и голема љубов кон нештата кои што се прават и кои што се споделуваат со жена, се приоритет број 1. Златко Андоновски. Поздрав до сите присутни, ви благодарам и од мене за вашето одвоено време. Што сакаат жените, и Фројд на 83 годишна возраст кога починал, суштински не можел да одговори на прашањето што сакаат жените. Тоа дебатираме, само панел правиме. Ако генерализираме, тогаш ќе кажеме дека мажите гледаат во жените. Жените сакаат да гледаат што другите жени гледаат во нив. И тука е веројатно клучното прашање, а тоа е веројатно емотивните стандарди кои што сакаат да ги постигнат од својот маж, од мажите во нивното окружување, од родителите, од децата, а тие стандарди ние мажите многу малку можеме да ги разбереме. Давид Мука, уште тебе да те слушнам на прашањево и потоа посебно имам за сите. Пред се добро ве најдов сите, за тие што не ме знаете, јас сум Давид Мука, презимето е финско, пола финец сум, работам на филм, работам на музика и уште неколку такви одлики на кои што стварно се гордеам. 2 години веќе со НАСА работам во Калифорнија, во Кливленд и така натаму. Фала што ме имате, извинете што ќе бидеме последните тие што ќе го исцедат последното внимание, пошто сватив дека сте од 10 часот наутро овде. Да, меѓутоа јаготката на шлагот за крај. Да, така да ќе бидеме концизни, претпоставувам. Еве вака ќе одговорам на прашањево. Ќе се навратам многу назад на првите записи кои што ги имаме од човештво, стари сумерски записи, каде што символика за жена и маж, не знам дали знаете, најисконска е за маж би било ова. Ова представува до некаде копје, иницијатива и фалус и така натаму, додека за жена е обратното, она како ве, представува оган, представува вулва, представува куќа. Сакав да кажам дека веројатно тоа што жената исконски го сака, би требало да биде да направи од се, тоа е можноста да направи од се дома.
да направи од се една питома ситуација. Така да мислам дека жена прави од куќа дом и мислам дека жена прави од живот, од опасност, безбедност и апсолутно сум фан на фемината во незината суштинска смисла. Така да мислам дека да, нормално не можеме без фемина и ја мислам дека ако едно општество се ориентира повеќе кон женско лидерство, сите ќе бидеме многу по-збринети од што денеска сме. Сака да каже дека многу повозбудливо е кога жената ја гледате во очи, отколку во возбудливото деколте, например. Добро, тоа е твое мислење. Дали Лата се согласува со ова? Види, за гледање во очи може да гледа сестра, мајка, баба ти и глумицата на телевизија. Жена е целина, ја се што имам должам на жени. Жена ме родила, со жена живеам и жена имам ќерка. Што значи со нив и без нив е невозможно. Не мислам дека жена треба да гледа само во очи, напротив, треба да гледаш цела, а ако она се согласи, треба да гледаш и повеќе од тоа. Да, голема разлика помеѓу мажи и жени, у нивната амбиција, у начинот како обстануваат у живот, голема разликата у методите што ги применуваат како да се пробијат во живот, кои се многу потешки, многу полесно е да бидеш машко во бизнес, многу полесно е да бидеш и во фамилија, помалку се очекува од тебе. Старите кои во нашето традиционално балканско општество се очекуваат од маж, може да ги направи жена. А тоа да донесе дома сигурност, било да е таа економска, било да е социјална, било да е воспитна, тоа може и жена. Али тоа што жена прави фамилија не може маж. Начинот на пристапување на деца од нивното раѓање, бидејќи маж не ги раѓа поинаку. Врските кои се воспоставуваат од раѓање преку доење и понатаму се многу поинакви. Мајката може да разговара со синот се, но за жал таткото не може да разговара за се со ќерката. Не може да ја праша дали си добила прва менструација и сега што да правиме. Тоа се ствари кои се ексклузива помеѓу мајка и жена и ред други. Што значи, нивната положба е де факто болја. Сега прашање дали ќе им се дозволи, дали ќе успеат да ја искористат понатаму. Жена е инспирација за маж, затоа што јас сум присталица на тоа со цело искуство, дека секој маж кој успева сака да се докаже на некоја жена. Дали е тоа мајка, дали е тоа девојка, бивша девојка, будуча девојка, дали е тоа љубавница, жена, сопруга или било како, ирелевантно. Има еден филм, постер, се вика Градот на жените од Фелини, Марчело Мастројани игра главна улога таму. И тој од целиот филм ја бара идеалната жена за него. И нормално, као италијани се среќаваат со илјада жени од разни профили, од разни возрасти и така дале. И он среќава жената што е идеална за него, тоа е кукла, која на крајот, као балон, лета према него, тој ја снимува. Маж без жена нема инспирација. Значи, постојат мажи кои не живеат со жени, постојат монаси, постојат луѓе кои сами се изолирале, но немаат успех. Дали бил Берлускони, дали бил фудбалер, дали бил филозоф, дали бил било кој, се што успел сакајќи да се докаже на некоја жена. Целата уметност е да одберете правата жена на која сакате да ја се докажете. Ако ја изберете погрешната, тешко. Одлично го кажа ова и сега. Велат, ако сакате да бидете жена која што ќе остави особен печат во животот на еден маж, треба да изградите позиција во која што ќе бидете незаменлива. Односно, жена која што нема така лесно да може да се сретне по втор пат во животот. Може ли некако да го дефинираме ова, која жена за тебе е незаменлива? Мајка ми. Па не гледам, не може да ја замениш никако. Значи, друга мајка нема. Секоја друга жена е заменлива и секој маж е заменлив и тоа е добро, затоа што кој би била незаменлива не би имал мотив да се бори за неа. Едноставно знаеш дека е незаменлива и точка. И обратно, не би имала мотив она да се бори за тебе. Односот меѓу маж и жена е малце посложен него што
така на прв поглед изгледа, тоа е работа, бара многу работа, работа врз себе, работа врз вас двајца, тоа треба да се одржава, тоа треба као бавча, треба да се негува, треба да се надгледува, треба да се импровизира, да се барат нови моменти и тако дале. А за тоа треба љубов. Ја со сите овие години сум поминал, жени ме сакале за среќа и јас сум ги сакал. Го заклучив тоа што го знаев као пубертетлија, па ми треба 20-30 години да експериментирам, да барам други решенија кои се погрешни. Само љубов е решение. Звучи старомодно, звучи класично, ама еве го 6-7 години не се променило. Ако тоа постои, се друго е лесно изводливо. Ама таа треба да се чува. Ништо не значи љубов кон некого. Таа може утре да ја снема, за ситница. Ако не ја чуваш и негуваш. Таа е мотив за односи измеѓу маж и жена, се друго е без везе. Поминува и може да го направи комшиката, може да го направи било кој од околина. Павле Камиловски, која жена е незаменлива за тебе? Не препишувајте од Лата се. Не препишувам, меѓутоа после овој сензационален одговор на господин од Лата, јас мислам што поише да се каже. Но би додал дека јас имам исклучителна почит према жената, бидејќи сум израснат со две сестри, цел мој живот сум бил во присуство и сум растал со жени. Меѓутоа се разбира, незаменлива жена е таа, нормално како што кажа господин Латас, меѓутоа мислам дека не постои такво нешто. И обратно, и према маж, и према жена. Секој во животот е заменлив на некаков начин. Меѓутоа, сите ние, односно мажите, се стремиме кон да бидеме подобри во работата која што работиме, да бидеме подобри во односот со луѓето, да бидеме подобри апсолутно од секаков вид и аспект, само заради мотивот на жена. Кога некој ни се допаѓа, бираме начин како да ја импресионираме, бираме начин како да и се допаднеме, што да кажеме и каков и што истично да направиме. Така да. Златко, ти благодарам. Знаете како, пред неколку години татко ми го слави Митровден и заедно со брат ми му признавме дека во суштина ја прави најубавата работа за своите деца, за мене и за брат ми. Тоа е ја сака мајка ми. На тој начин се е поспокојно, се е подобро, ги прифаќаме вредностите кои тие ни ги наметнуваат, посебно женскиот родител, и од тоа бегање нема. Сопругата е на другата страна, затоа што со тек на време, сакали или не, стекнуваме или не почит, а тоа е најбитното, па дури и кога сме во раните 40-ти години, ама да, тоа е најважната жена за секој маж, веројатно. Ти благодарам. Давид, имаше најмногу време да размислиш, не знам дали ти требаше времето воопшто. Размислив и би сакал да предложам една алтернативна перспектива, особено кон тоа што господин Латас и господин Павле го кажа, со цела почит автоматски нормално и сложувајќи се до некаде со нивните ставови, меѓутоа сакам да го спомнам концептот на идеал кога станува збор за жена. И сметам дека во претходниве неколку векови, пред тоа не било така, меѓутоа во претходниве векови веќе е до некаде класична перцепција да треба да се докажуваме пред жена како мажи. Ова сметам дека потенцијално носи со себе една опасност, заради тоа што со прости зборови да кажам, ако гори таму некаде, најчесто еден маж ќе рече чекај на жената, јас ќе одам да го средам проблемот. Додека јас лично од моје скромно искуство најчесто сум ја наоѓал вистинската љубов во жени кога ние заедно ги решаваме проблемите. Тоа значи дека не сум требал да се докажувам на жените во мојот живот, туку дека некако заедно, заеднички со жените во мојот живот сме си се докажувале самите на себе. И мислам дека тоа е една по-неопасна перцепција која станува збор за тоа како да се третира партнерот во животот. Сега следно имаме едно прашање кое што ги интересира сите. Во последниве години 90% ајде од жените, можеби не толкав, ајде да не претерам, но голем процент, велат се како од ист калап извадени,
естетскава медицина, пластичните операции, дали сте поддржувачи вие четворица на тоа или повеќе предпочитате природна жена, кога ќе ја видите каква ви е пубава и дали ви значи тоа воопшто? Па не мисламе дека тоа е голем процент. Може да е голем процент круг на кој ние, вака што работиме по медиуми, се движиме. И со овие нови професии, старлета, инфлуенсерка, и кој ќе прашаш у која школа се учи за инфлуенсерка или за старлета, не зи треба живо да ги се направи труда смисли одговор. Малку жени употребуваат пластики и тако дале, и тоа не е ништо лошо ако не одбрала тоа, ако има пари да го плати. Значи немам ништо против. У принцип не ми се допаѓаат овие кои имаат уста како патки и такви ствари, така и ги викаат у Србија пачичи ги викаат. Ама тоа е многу мал круг на жени кои се движат меѓу богати луѓе и сакаат на некој начин сексуално да ги заинтересира да ја погледне, макар да ја плати пијачка, па ако има пари и дале. 99% од жените се природни жени. Барем кај нас се на страна, не знам. Дали она се шминка или не, тоа не е страшно, тоа го прават од почеток кога постоја жените до денска. Нема потреба од тоа. Вака едно прашање од наша страна, замислете маж кој би се пластифицирал по цело тело, да не идеме во детали, дали тој на жената би се допаднал? Не. Па, исто и од оваа страна. Тоа е мода. Тоа сега ќе трае. Луѓето прават бизнес, плаќаат реклами за тоа тие што имаат салони кај што ги пластифицираат и тоа ќе помине еден ден. Као што високи штикли па ниски штикли, нема потреба од тоа. Ниеден маж не останал со некоја жена затоа што она имала вакви усни или затоа што имала вакви гради или слично. Може да вечерта, и добила внимание, ама сабајле ќе ја видиш пластифицирана и ќе сватиш дека ти не знаеш со кого си бил. Второ, има такви крајности на тоа пластифицирање што не мислел дека чудо направиле од себе. Ние гледаме како видиш има многу пари, глумици од светов, политичарки и тако дале, кои отишле со пластификација сами себе не може да се познаат. Нема потреба. Сега да кажам, жените може да имаат погрешна перцепција. За мажот не е толку важна килажа на жената. За мажот не е важно дали градите били исправени. Дека килажа дека јас седам тука карши. Па не ја не сум нешто без килажа. Него Битно е после 10 дена да имаш што да правиш муавет. За љубеност и секс поминува месец, 2, 3, 5, 6. Што правиме после тоа? Рано ние млади сме за да гледаме цел ден телевизија. Немаме пари да шетаме надвор по свет, да ја носиш по шопинзи, па така да ја анимираш. Што правиме после тоа? Така да жената треба да е многу повеќе отколку ваква уста, вакви гради, вегите да биле цртани и слично. Накратко сакам уште останатите тројца. Првенствено, Павле, твојата девојка изгледа апсолутно природна, за оние кои што не знаат, нашата позната алпинистка Ирина Дишовска, која што тука е негде во публика, ја поздравуваме. Те освои со природниот изглед, бидејќи јас да сум Ирина Дишовска, не знам дали би менувала ништо не би менувала. Благодарам за како ти е сега вака. Многу, да. Ја предпочитам природни жени. Меѓутоа, не сум ни противник на некаков вид на естетска корекција, доколку на мојата лична избраничка или на некоја од моја лична познаничка има потреба да направи било каков вид на корекција, доколку тоа и допринесе да се почувствува подобро и како викаат србите, што зрачиш, што привлачиш на некој начин. Така да апсолутно немам никаков проблем на никаков естетски захват. Меѓутоа природноста кај човекот, не само кај жените, е мислам многу битна, затоа што она што го носиме со себе, тоа е тоа што нас ни се допаѓа и тоа е тоа што нас не привлекува, нели? Така, да слушнеме Златко. Се додека ја гледам во очи, не ми е битно дали ќе прави естетски корекции. Немам против. Човекот си стои на ставото со очите и точка крај. Затоа и четворица различни ве избравме, да слушнеме нешто поинаку. Немам против доколку тоа ја зголемува самодовербата на било која личност, тогаш е сосема во ред. Најбитно е да го прифатиме тоа и да не се доведуваме во ситуација кога треба да ми вели, знаеш, треба да разговараме. Бидејќи ако ви го каже тоа како, знаеш, треба да разговараме, тука може веќе да настане проблем. Така. Треба да разговараме. Ти благодарам.
Давид? Јас само сум се извадил од памет кога него упатил Балканов, сум слушнал приказни каде што мажот и наложува на жената да направи некоја естетска корекција. И купив гради и така натаму. Такви приказни се вистините. Како не, има и гради за матура за полнолетство и купуваат и родители купуваат. Ете, тоа уште го Немаме ние ништо против тоа, само е факт. Да, не, мислам дека тоа е многу онака ме вади од памет мене лично, затоа што мислам дека треба со партнерот буквално да сте свесни дека сте двајца личности кои што решаваат свесно да го споделат животот заедно, а веќе оние стари концепти на тоа дека поседуваш некого или некој те поседува, мислам дека треба ги фрлиме во ѓубре, пошто до кога луѓе веќе вака. Буквално купуваш нови врвци за патиките што ги поседуваш. Не можеш да наложиш нови атрибути кај личноста која што е со тебе. Тоа ми е извадено од памет. Инаку природната убавина мислам дека е незаменета се уште и не може да биде. Ти благодарам многу. Сега вака. Велат дека жената без разлика како изгледа, колкав е степенот на незиното образование, какво е незиното воспитување од дома, најважно е чувството кое што таа го има за самата себе. И дали кон мажот пристапува со самодоверба или е несигурна. Дали ќе се сложите со ова? Јас само едно прашање имам за Давид. Слободно. Како би изгледало кога жената би му донела нешто пластично на мужот од кое не е задоволна за роѓенден? Као што он им донел пластични гради или силиконски. И дали би се усрекиле? Многу општо збориме за жена. Жена е мотив. Јас го застапувам и понатаму тоа, значи жена е мотив за мушкарац. Не може маж да биде исполнет без да некоја жена му биде мотив. Може жените да се менјаваат на живот као мотив, може да ја чекаш да ја дочекаш, може и да не ја дочекаш никогаш. Ама она стои тука, негде у глава и чека. И работи, те мотивира. Не е битно, малце е да кажеш дали она самодоверба има, битно е да има хемија меѓу вас. Значи да бидете мотив еден на друг. Никој двајца, јас сум имал ситуација да се жена многу млад, со уште помлада жена, и да расте заедно. Која самодоверба можеш да имаш ако жената има 19 години? Која самодоверба ти можеш да чекаш од девојка од 19-19,5 години? Или од муж кој има 23-23,5 години? Никаква. Али расте заедно. Битно е да имате хемија. Да еден на друг бидете мотив. Ама тоа се детали, тоа нема рецепт. Има 1000 ситуации во живот, и добри, и лоши, и критични, и кои ги делите заедно. Битно е да еден на друг бидете мотив. Кога паѓаш, да имаш кој да те запре. Кога ти иде, да не залеташ превише, бидејќи еден ден ќе паднеш, па да паднеш од пониско. Само мотив да биде. Ма тоа е хемија, тоа нема рецепт. Зашто? Зашто се менјава. Мене сега, оваа година, ова ми треба. Утре може да се деси некој прелом во живота, ми се сменат приоритетите и системот на вредности, па ми треба друго. Битно е дали се пратите еден со друг, дали се препознавате да бидете еластични. Затоа реков дека ирелевантно неговата незината килажа, ваква коса, такви очи, се тоа за 6 месеца го навикнеш и више него не забележуваш. Тоа е најбитно. Побитно од други ствари кои се дешаваат меѓу нив. Тоа е битно и меѓу луѓе кои работат заедно долго исто. Да се препознавате, да бидат спремни, да се прилагодуваат еден на друг без да си наштета себе си. Значи не она да ти стане гума која носоп се прилагодува како што тебе ти одговара да газиш ни живот. Обострано и со граница. Павле? Би сакале само што нешто го поставите прашањето? Дали без разлика на тоа колку жената е убава, како изгледа, колку е образована и какво е незиното воспитување од дома, ако го нема она внатрешно чувство дека таа нешто вреди, односно не пристапи кон тебе со самодоверба, не вреди ништо. Па не би се сложил со тоа, бидејќи самодовербата доаѓа од икс ситуации во животот, од завршување на едукација, завршување на, не знам, остварување на некакви соништа, постигнување на некаков вид на успех и така натаму. И од таму произлегува целата таа самодоверба кај било кој, не само и кај жените, туку и кај мажите, нели? И мислам дека ќе се сложите со мене дека доколку жената налета на вистински партнер и го увиди тој момент кај неговата избраничка, дека има недостаток на еден вид на самодоверба и слично, а покрај тоа жената магистрирала, докторирала, работи добро и така натаму, и има недостаток на некаков вид на самодоверба, мислам дека убав потик
би дал мажот, доколку избраникот незине, нели, успешен и така натаму еквивалентни да бидат во односите. Мислам дека заедничката работа, повторно ќе се сложам со господинот Латес, доколку има заедно растење на партнерите, мислам дека не постои ни една бариера, не постои ни една граница која што не би можела да биде срушена кај жената. Така. Сега ме интересира дали Златко повторно нема да се сложи со господинот Латес. Ако сакате да го повторите прашањето. Не, сега се обидувам да бидам груп и да сватиме колку е лош начинот на комуникација на еден маж со една дама. На сите ни треба и почитување, и добро воспитување, и љубов, и извинување, и признавање пораз, и радост по победа. И ако заеднички тоа се обидуваме да го направиме во животот, тоа значи дека сме успеале. Ако една од тие работи не функционира, тоа значи дека имаме проблем. За наша среќа, во раните 40-ти тој проблем го немаме. Одлично, Давид. Повторно ќе се навратам на концептот идеал. Мислам дека секој од нас трга од појдовна мисла да се грижи за жените во неговиот живот. Тоа би требало да е така природно, мислам дека скоро да нема исклучоци. Многу е битно како го комуницираме тоа. Нешто што научив па и неодамна е дека имаме дефицит, особено на ова поднебје во светот, да кажуваме позитивни комплименти. Мислам дека некако си го зимаме тоа здраво за готово што треба да е така и не го дискутираме и као дај побрзо да ги ставиме овие ствари на страна, да дискутираме тоа што не е како што треба и да го оправиме. Да, тоа е можеби практичен и прагматичен пристап, меѓутоа тоа не е суштината на животот. Треба многу повеќе време да посветуваме делејќи комплименти на луѓето што се до нас, не само на жените, на луѓето од било каков пол, меѓутоа, еве, пошто дискусијата е околу жени, мислам дека многу почесто ни се случува на нас мажите да помислиме нешто апсолутно позитивно, нешто што е комплимент за жените околу нас и потоа сме некако штелувани да не го искомуницираме. Тоа е директно споено со како рековте, како е зборот? Со самоувереноста на една жена. Самодовербата. Самодовербата на една жена. На фински како е зборот? Тоа секојдневно влијае. Може да, се раѓаме со самоувереност, ја развиваме на еден генерален план, меѓутоа секојдневните малите нешта, све е околу нив. Сега имаме едно интересно прашање, една констатација која што е најдов во едно истражување, вели во моментот кога ќе запознаеш нов човек во твојот живот, нели влегува нов човек, флирт, па потоа излегувате на состаноци, вели жената никогаш не треба да открива 100% од себе, секогаш треба да остави дел да биде некаква загадка за мажот, односно да биде мистериозна, па тој да открива понатаму. Треба ли мажите да знаат се за жената? Уште на почеток? Има ли ова некаква улога во односот кој што ќе се развива понатаму? На почеток и да сака не може сега да знае, му треба време. Значи и да седнат сега не може да се затворат у соба и до 6 месеца само да зборат еден за друг. Треба време. А времето ќе покаже колку таа жена треба да се отвори пред него. Значи не може да кажеш као правило. Јас мислам дека колку повеќе знаат еден за друг тие кои се во пар, толку посигурно еден во друг може да се чувствуваат. Не мислам тука на ситуација неверса и слично, зборам како луѓе. Ние највише се сакаме со своите браќа и сестри, барем најголем дел од нас, зашто најдобро се познаваме. Си го растел од мал или те растел од мал и така дале. И највише доверба имаме луѓето кои најдобро ги познаваме. Не можеш ти да имаш доверба во човек кој не го познаваш. Постоја ствари кои секоја жена сака да ги сокрие од тој, од каршија, зашто се плаши од него. Како он ќе реагира и како тоа во некоја ситуација трета, во живот ќе го употреби или злоупотреби. Ама се плаши и он. Не е он монструм, не е он човек од пластика. Исто е стравото обостран, така да им треба време. Мислам дека треба да знаат се. Ако едниот се чувствува сигурен во другиот. Зошто? Затоа што ќе има помалку црни точки на кои ќе се изненадуваат еден од друг и ќе се осеќаат посигурни еден во друг ако тоа го прифатат. Зашто ти што год да сокриеш за 1 месец, за 3, за 5 години, тоа ќе, ова е мала држава, ќе се дознае. А на крај крајва што ќе криеш? Дека си било со некој друг, па може братучет, мислам ќе го дознае сабајлето. Што ќе сокриеш, дека се купила фустан, дека го криеш на работа за да го донесеш дома, погодна прилика. И тоа ќе дојде дома, па ќе се дознае. Немаш потреба. Секој лажење е оптеретување.
треба го држиш у себе, треба да го Стрес. криеш, треба да му мислиш, да те прави стрес, па ќе се спомне, па чекај, па он ќе каже нешто, аха, да не го дознал тоа. Што помалце лажеш, односно криеш, послободен си, имаш поише самодоверба и кај тој другиот предизвикуваш да и он не го прави тоа. Значи, да, мислам дека треба да се познаваат фул, ама треба да има време и треба другиот да даде доверба. Значи, тие два услова да се исполнат, инаку можеш да изгориш. Павле, дали Ирина треба да има доза на мистерија за да те задржи заинтересиран? Јас, да бидам искрен, никогаш не разбрав таа психологија кај луѓето. Колку што си помистериозен, толку си поприлечен и слично. Ајде, кога станува збор, нели, од типот на јавна професија и слично, сепак треба некој дел да задржи за себе и така натаму и така натаму. Меѓутоа, кога станува збор за љубовен однос, убаво е кога имам блага доза на мистерија, кога нели на почетокот не го знаеш партнерот каков е, така? Цело време се прашуваш и цело време очекуваш нешто ново и нешто ново и нешто ново. Меѓутоа, кога според мене сметам дека кога работите се транспарентни уште на самиот почеток, ова сум јас. И тоа е тоа. И сакаш прифати ме, сакаш нема да ме прифаќаш, меѓутоа балансот е исто така многу битен, нели? Ако мене одредена работа не ми се допаѓа, па ја променам заради незе, сега тука више се губат одредени навики кај човекот кој што ги има создадено. Меѓутоа за, ајде народно кажано, миру куќа да ги смениш тие работи е окей на некој начин. Меѓутоа сепак мислам дека многу е битно човек да има свој личен став за нештата. И почита е пред се мислам пресудна за понатамошен однос во нивниот љубовен живот и така натаму и така натаму. Златко? Некој спомена на еден од панелите слушање и гушкање. Веројатно тоа е рецептот за ова прашање. Иако ние мажите, барем тоа е мој впечаток, ние сме посебични од жените. Посебични во однос на нашето хоби, на нашите обврски со другарите, на нашите обврски со роднините, со браќата, сестрите. Жените треба да се сакаат повеќе себе си. Иако сама не можеш да се бакнеш. Затоа ти треба маж. Така. Браво. Давид? Цело време ми прилетува една мисла низ глава. Ке си земам за право да претпоставам дека најзрел во однос на години од нашава панела е господинот Латас тука вечера, иако изгледаме дека буквално сме месец-два разлика и делува и говори така. Али се прашувам... Мислам дека сте 4, да. Да. И јас сум во февруар, ти си во април, тоа е 2 месеца пауза. Се прашувам дали останува помеѓу генерации тој момент каде што мене лично најубавите искуства со жени ми биле каде што, нели, заради општеството мажи се фалат колку жени освоиле. Меѓутоа јас секогаш сум се вистински сум си одел задоволен со тоа со колку жени сме се сакале. Зборам взаемно. И се прашувам дали на пример ете во историјата на вашиот живот, господин Латас, дали си имате предадено комплетно на жена? Ме интересира дали Предадено 100% на жена. Ја мислам дека на секоја жена со која сум бил, сум се предал. Што останало од вас? Се шегувам. токму тоа го мислев, дали тој освојувачки дух генерацијски варира или на вистина го делиме тој сентимент без разлика на години, на општества, на позадини и така натаму. Мислам дека најубавиот момент е кога ќе си се предадете со партнерот, во смисол сите штитови се спуштени, нема никаков оклоп, од таму тоа би било некоја база, некаков почеток врз база на која што се гради се што е вистинско. Тука има едно дополнение што јас сакам да те исправам, за да не чекаш 20-30 години ти да е истото на ум. Кога имаш години колку ти или малце помалку, мислиш дека освојуваш жени. Ја да ти кажам после се дека ние никад не сме освоиле жена. Само сме биле освоени ако они сакале. Се сложувам.
Следново 4 прашање. месеци се исплатеа. Нели? Следново прашање на наша позната водителка ме замоли да го поставам, таа се во брак, вели мора да ги прашаш, ма живе на Панелов, зошто кога ќе дојдат деца на свет, вниманието на жената во тој момент нели практично се пренасочува кон децата и тие се во фокусот, зошто мажите почнуваат да се однесуваат како мало дете, односно се чувствуваат запоставени? Па не сум се чувствувал, само сам ја да зборам за себе. Види, ако се ожениш млад, тогаш кај тебе работат хормони, ти немаш баш многу мозок, немаш баш осеќај за обврски, гледаш да избегнеш нешто, ако може мајка ти да дојде да чува детето, супер, оти ако дојде мајка и ќе се скарате. И тоа не е да се однесуваш како дете. Наоѓаш ситуација да отидеш со друштво на пиво, да гледаш фудбал, зашо еве ти си со детето и не те праше она кај си што си. Мајчинството е дар од Господ за жената и она тоа го има и она е задоволна и срекна уште моментот кога се породила. За жал, оно што ја го знам и по себе и по луѓето со кои живеам и сум гледал, мажите многу покасно се свесни дека се татковци. Збораме реално свесни, знае дека има дете дома, технички е све у реду. Но оно што го има она у стомак и ментално како што се мајките со децата, татко може да го постигне многу касно. Тек кој ќе направи 3, 4, 5, 6 години ќе комуницира, па кој е маш кој ќе имаат исти вредности, фризура, облакање, гледање спорт и така дале. Така да не се понашаат они како деца, они се влезени у брак као деца. Ништо не се сменило, само добиле прилика да го направат тоа. Одлично, Павле? Јас лично знам што го немам искусено тоа, не? Али ете со Господ напред ќе се случи и тоа во близок период. Дај Боже. Да, но благодарам. На секој одговор аплауз. Многу ми е мило. Но Сака да не избрка, Не, тоа значи дека брилирате тука. но она што го мислам, не го констатирам, него она што го мислам е дека кога ќе дојде тој првов чин во животот, првов момент, мислам дека мажот треба да има малце поголемо разбирање околу неговата сопруга. Мислам дека треба да има малце поголем респект на некој начин, затоа што, нели, мајката е таа која што цело време се грижи додека бебенцето е мало, нели, она го дои и она го расти и така натаму. И сепак мажот и тука е апсолутно присутен во цел тој процес. Меѓутоа, јас мислам дека не би бил второ дете. Не знам. Тоа е за поздрав. На овие години. Златко, ти имаш такво искуство Какво искуство? со деца? Имам и сосема ја разбирам мојата сопруга која ќе ми каже мака ми е што имам 2 деца дома. И Значи, ти секој си се овој од доведува во таква истражувањево? ситуација сопругата да наметне некој момент за да се почувствувате дека да, навистина сте направиле одредени работи кои што довеле до тоа да го каже ете, за тебе сум како мајк, се однесуваш како да сум ти мајк. Ама тие се тие себични моменти кај нас мажите, ние подоцна веројатно ги разбираме и некако поелегантно се обидуваме да ги решиме. Имало ситуации, да. Ти благодарам. Давид, ти немаш искуство, но Да, немам каква ти е деца. замислата, визијата за кога ќе дојде тој момент? Па, мислам дека понекогаш на жените им е доста одбидување мајки према децата, мислам дека не им треба уште едно дете, мислам дека некогаш им треба маж покрај себе. Чисто заради тоа што мислам дека им треба тој столб, мислам дека им треба партнер во животот, а не некого што уште една личност ќе одгледуваат. Кажувајќи го тоа, секогаш сум се расправал со деца на ниво, секогаш сум разговарал со деца на ниво, мислам дека тоа се мали, меѓутоа оформени луѓе, кои што немаат искуство, немаат некои способности, меѓутоа нивото на интелект и дух е присутно. Без разлика, нели, фетус осеќа вибрации позитивни и негативни уште кога е во матката, па не пали кога ќе излезе. Така да секогаш кога рамноправни сум ги сметал децата и секогаш сум мислел дека децата се апсолутно на ниво, само што таа мајчинска енергија е потребна заради тие
тие практичните работи да може да ги уходаат. Меѓутоа, одговорам на прашањето, мислам дека им треба на жените мажи, на мажите жени, а децата треба да си ја земат својата позиција. Заради тоа што многу често гледам мажи по 30 и плюс години кои што уште живеат со нивните, кои што ги прибираат жените по дома, особено балканско, нели, поднебие е такво. И мислам дека касно се оформуваат луѓето, а од тоа пола живот си го утнал и после тоа што останува 15 години да играш возрасен. И мислам дека дајте да убрзаме малце до кога. Така. Имаше една статија, вика, секој просечен маж во Македонија над 30 години се уште има детска соба. Браво. Сега нешто што ги интересира сите припаднички. Ова ако умрела баба му, иначе нема. Сите припаднички на понижниот пол, особено овие што се од помладава, ајде да кажам, генерација, кои што сега стапуваат во брак или пак тек ги очекува тоа искуство во животот, секогаш има полемики околу тоа како треба да се распределат обврските во домот, перење, пеглање, готвење. Дали сте традиционални типови по тоа прашање? Дали сметате дека жената треба да ги прави тие работи како што било во минатото или пак времењата се сменија? Ајде, од тука знам дека тука ќе биде различно. Ако сакаш да глумиш прав муж, ќе си заработиш пари, ќе си платиш чистачка. Браво. Одлично решение. Се шала. Одамна веќе обврските не се едни или други, постојат технички обврски кои маж мора да ги заврши дома, кои физички на жената и се тешки. Што е за поправки, некои струи, води и такви ствари. Нема такви обврски. Сега се жените еманципирани. Говорам за оваа генерација која сега има 30 години па нагоре. Обврските дома ги прави тој што се затакол дома. Тебе ако ти тече лавабото, не може да чека жената ја дое од работа да поправи и обратно. Тоа е стара подолба. Не важи веќе тоа. Прво кај нас повеќето млади брачни парови стварно живеат со своји родители или во иста куќа, така да и тука е поделено. И тоа е индивидуално. Ја не сакам моите обврски никој да ги прави. Сакам да си ги завршам сам од една себична причина, пошто мислам дека најболje ќе ги завршам сам. И не гледам зошто некој би ми ги завршил на мене. Не дам ни ствари у машина за перење на мистај друг. Зашто сакам ја да ги изберам, ја да ги ставам и ја да уклучам. Тоа не е некоја женска работа. Тоа е машка. Ама не мислам дека жена ми треба поправа бойлер. Или треба да поправа машина за перење или чешма, да гумица менјава. Не прави тоа брак. Тоа прави ситни нервози, кои луѓето после не зборат по саат-два и така го руши квалитетот на животот. Никој не се оженил за жена му да го пегла, нити она се омужила за онда и менја гумици на машина за перење или на чешма. Небитно е тоа. Други жени се доаѓаат, бараат многу повеќе од менјање гумица. Да го продолжувам ли прашањево сега до крај? Кажа ни, Павле, повели. Па сега веќе живееме во 21 век. Мислам дека тие работи кои што ги спомнавте се веќе завршени. Младите генерации малце подругачи гледаат на домот и обврските во домот, но јас би додал за себе лично дека апсолутно немам никаков проблем да сготвам, бидејќи готвам, љубам да готвам. Немам апсолутно никаков проблем да помогнам се што треба да се направи во домот, дали да се пазари, дали да се зачисти и слично. Немам ниту па его во врска со тоа, дали жената треба да го прави тоа и слично. Се додека има една убава хармонија и еден убав однос помеѓу мажот и жената во домот, и една убава синергија, мислам дека тоа многу спонтано и природно си доаѓа. И на некој начин спонтано и си се, не знам, поделуваат обврските во самиот дом. Така. Златко? Да, апсолутно се согласувам. Ти благодарам, и... Чистиш ли по дома, кажи ми, не се согласувам. Се согласувам дека чистам по дома, средувам по дома. Тие се работи кои што апсолутно не е важно кој ќе ги направи, дали сопругата, дали ние како мажи. Едноставно живееме во време кое наметнува да се интересираш или да се фокусираш на други работи, а тоа го правиме речиси технички, од што мора, од што треба. Тековно. И немам проблем со делба на машки и женски домашни работи. Давид? Им се допаја, што Златко помага на сите им се допаја. Најсмешно е што ние меѓу себе многу слабо се слушаме кој како зборува, што зборува, битно си даваме аплаузи и се смееме на тоа. Нема мониторинг, сите звучки се натака и затоа е тоа. Важно, јас ве слушам, следам Не, и... супер сме.
Живеам само 17 години, така да чистам, перам, готвам, све тоа правам. Дури си најдов... Ова е подготвен зет. Не очекувам Скромно. аплауз. Прашање од публика едно, Давид, што е у хороскоп? Кој што е во хороскоп? Давид, што си во хороскоп? Кога ќе кажам, сите ми викаат, Ајде кажи да видам јас што ќе ти кажам. Шкорпии 2. Две. А не личи, а толку Личи, личи. Личи? Со Јована очигледно имаме различна перцепција, тоа е добро, се надополнуваме. Доврши, имам уште нешто најинтересно за крај што го оставив. Океј, ќе бидам брз. Ајде. Вака, многу сакам кога не ни се наложени некои ствари општествено, многу сакам кога станува збор за избор. Не го сакам толку концептот на судбина, затоа што мислам дека треба да сме одговорни за изборите сите кои што ги правиме секој ден, на секојдневна база. Така да, ќе кажам дека нормално дека не треба некој да чисти, некој да, не знам, поправа чешми и така натаму, а морам да кажам дека романтично сум импресиониран кога жена ќе се реши тоа да го прави. Не заради тоа што треба или мора, заради тоа што сака. Лато си изнасме, а јас сакам да знам зошто, извини. Ја бе биде присудиран секој ден само она да работи. Али веројатно би ме напуштила многу брзо после тоа. Да, али да не наложуваме као кој е само иницијативно, мислам дека е многу фрајерски, многу рамноправно, пошто секогаш сум бил заљубен у концептот на рамо до рамо борбено со жената, стоите заедно. Да клекне под автомобил и Тоа е да ја разликата, смени види, кумата, не, така? тоа е разликата. Мене ми се допаѓа ова две-три тези на почеток што ги тргна така генерички од камено до ванаум и тоа кажувам искрено зашто јас истото го мислам дека многу не се променило од пештерите наому. Мање више исто. Јас од секогаш сум сакал да бидам прв и лидер и да кажувам за мном, а не напред. Тука има една разлика во српски јазик, ако кажеш за мном, ти си напред, другите се позади тебе. А ако кажеш напред, ти си во групата и тоа е тоа. Јас сум се трудил цел живот да и у својата куќа, и у својата работа секаде имам креација која ќе навлече и привлече што поише луѓе и одиме заедно да се биеме на таа битка за која ти избориш. Исто и кај жена. Мислам дека имам повеќе обврски од жена. Мислам дека имам задача пред себе поставено дека морам да ја направам среќна во секој поглед и не бегам од тоа и не ќе да бидеме еднакви. Сакам да бидам ја тој што има обврска и да исполнам. Тоа беше разликата. Дали те остави без збор или сакаш нешто да Ќе докажеш? пробам да го заокружам ова, верувам дека Ајде. тоа што заеднички сакаме да го искомуницираме со господин Лата се стара афричка поговорка. Ако сакаш да стигнеш брзо негде, иди сам. Ако сакаш да стигнеш далеку, идеш заедно. Така, тоа е ставот на Давид Мука. За Тоа има крај, друга поговорка, на врвот е само еден и не може да има повеќе. А стигањето далеку значи многу релативна работа. Кога ќе почне емисијата што ја и ти ќе ја водиме, Лата? Да, тоа пробај да го употребиш ова како реченица на почеток на мочвара. Докаде би стигнал далеку. А високо е само едно. е сега, само за крај, уште едно прашање имам, бидејќи се поголем процент на врски и бракови пукаат поради неверства. Каква нема да ве прашам вас четврте дали вие изневерувате, нито очекувам да ми го кажете тоа. Не. Но, зошто, еве, генерално луѓето го прават тоа, која е потребата, зошто да се руши нешто што се градело со години и дали треба истото да се прости доколку Лата, извини, само сакам да те слушнам кога ќе одговораш на прашањето. Ти како спортиста одбра од терен да отидеш у публика, што не е за пофалба. Види, ние сме овде возрастни луѓе претежно. Ја не верувам дека има човек кој е повозрасен, кој не изневерил или помислил на неверство. Ако некој има во салава, ја го повикувам, кој не ни помислил, да стане и да каже јас сум тој и да објасни зошто. Ја не можам да станам во моментов. Ја во моментов не би станувал, затоа што не можам да кажам тоа за себе. Не мислам дека неверство е главна причина да луѓе да се разведат. Има многу други појаки причини, кои се насилство, кои се дроги, кои се алкохоли,
кои се немање авторитет заради мешање на мајки, татковци, дедовци, Тоа е екстремни кои се случаи. трагедии во фамилии, трагедии во професија, изгубена работа и така дале, кога мажот и жената веќе не може да функционираат како маж и жена, бидејќи тој дел од телото е истрошен. Види, луѓето се составени измеѓу осталок и од хормони. Постојат ситуации кога хормоните превладуваат. Сега не мора тоа да е врзано со љубов, не мора да е врзано со ништо, едноставно е неверство. Сега дали само физичко неверство е неверство? Не. Сега, ако не е, Верувам дека и останатите ќе се слушат, нели? ако Не не е е, само ја не физичко знам кој е бил верен. Дури и за Исус викаат дека Марија со која живеел имал ќерка, нели? Таму има цело движење на тоа во Франција кој е обстанало 20 века и еден скоро. Значи, ја не би остал жена заради неверство ако тоа не е брутално и ако тоа не е свесно направено за да се понижи мажот. Ali bi ostao za 100 drugi priče. Така. Fair enough. Павле? Адвокатот на ѓаволот вели look but don't touch. Нели, гледај, но не допирај. Touch but do not taste. Нели? Допри, меѓутоа нема да го вкусиш. Taste but do not swallow it. Пробај го, меѓутоа нема да го голтнеш. Добро. Сега, оваа тема е многу дискутабилна. Оваа тема е, може до задута да дискутираме на таа тема. Затоа Златко Андоновски побегна. Веднаш да се вратиш да го слушнеме. Гледај, ама немој да голташ. Приказна, на тоа се сведува, Павле. Но пак ќе кажам дека една српска пословица, што е лепо и Богу е драго, на некој начин. Ние можеме да гледаме, значи, убави жени има на секаде, нели? Меѓутоа, сепак мислам дека треба постои едно основно правило кое што не треба да биде нарушено. И не треба да се сепак се работи за човечки чувства, сепак се работи за нешто што си го градал години, децении и така натаму и така натаму. Секогаш сум се прашувал како обстојуваат златни свадби да прават по 50 години брак, по 30 години брак, 40 години брак. Целата И кој ги плаќа? Свадбите. Пошто се они во пензија. Цела таа моногамија во која што луѓето живеат е навистина за почит. И пак ќе кажам дека таа тема на дискусија е многу дискутабилна и би остана само на Затоа дискутираме на панелов. Златко? Без да го слушам. Дали ти се допадна одговорот на Латас? Реков без да го слушнам, јас ќе се согласам со Давид односно ово прашање. Тој не изневерува, не го изневерувате. Сега да видиме на твоите млади години каков ти е ставот. Вака, прво се гордам што цела соба може да си признаеме дека делумно фигуративно го разбравме моментот со голтањето на Павле. Второ, супер што сме на иста нота. Второ, сакам да кажам дека по природа сите сме авантуристи и сите нели нормално го имаме тој повик на дали се хормони или Дупла скорпија особено. Повик на дивината. така. Да, мислам дека има многу по-длабоки работи од тоа кога станува збор за човечка конекција. Ќе се сложам овој пат со господин Латас, заради тоа што секојдневно гледаме потенцијални дали краткорочни или долгорочни партнери во луѓе. Тоа како такво треба да си го прифатиме како дел од нас. Пак ќе го спомнам моментот избор, заради тоа што се додека го одбегнуваме и го блокираме моментот дека гледаме потенцијални романтични авантури во луѓе, вистински не се познаваме. Се лажеме и се опираме од тоа. Ако го прифатиме тоа како составен дел од секој од нас, на база на тоа можеме многу по-здрави релации да градиме. Јас сум имал ситуации со девојки каде што сме дискутирале дека видов едно многу симпатично девојче у автобус денеска или без разлика, или она ќе ми каже дека видела некој многу згоден лик таму и таму. Ако тоа се комуницира и ако е тоа на здрав темел подкрепено целото, мислам дека не само што нема да смета, туку мислам дека ќе ја зајакне врската, заради тоа што секојдневно знаеме што не правиме. Ако станува збор за некакво вистинско неверство, мислам дека теоретски, па дури и практично во еден момент, може и преку тоа, се додека сме ненормално отворени и ако ги комуницираме искрено и суштински тие Ако ти ја работи. каже причината, зошто?
Па Ти го сватиш тоа? Некогаш нема ни причина. Како што рече господин Лата, за ова да вистина се сложувам, некогаш е комбинација на гени и ситуација и обкружение. Меѓутоа, ако се комуницира тоа и ако сватиме дека и тоа го идеме заедно во животот, мислам дека има практичен простор како над тоа. Не мора да биде нешто што е пресудно. Не сум про, меѓутоа сакам да кажам, мислам, не сум про тој став. Не си ни за. Да, не сум за, меѓутоа Ни про, ни контра. Само да ти кажам еден податок, вака од моја работа. Значи, ако ги тргнеме со обраќајките во Македонија и на Балкан, збориме од Турција до Словенија, најмногу убиства има од љубомора. Значи, луѓето се устање да убијат, да загрозат свој живот и да го затвор, да ги пропасти и децата, да ги остави на улица све, или жената. Свеедно, љубомора е главна причина за убиства на Балкан. Не е ни користолюбие, ни крадење, ни не знам што. Сега со тоа си кажала, ама што има тука причина? Ние сме такво општество кое се уште е попримитивно од данскиви и слични, кај што мажот и жената генетски 5, 6, 10, 55 генерација доаѓаат од средина кај што невиноста е главен влог на девојката во бракот, зашто нашите баби немале образование, немале пари, немале култура, не биле во состојба да понудат ништо друго освен невиност за да биде избрана и лепота нормално. И останала таа посесивност, ти да ја поседуваш. Имаш филм "Очи широм затворени" кој почнала травматично со најголемата травма на мажот, тоа е пилотот, кој замислува како некој ја допира жена му со прсти. И он е мртов човек, готово, толку му е животот. Значи, он не размислува дека некој ја поседува ментално, може да ја води, може да ја воспитува, може да дели со незе најбитни тајни, произведува, креира заедно пари заработува. Тоа не, само да не ја пипне. За пипање се убива. Сега дали неверство е дозволено? Убиството ти кажуваат колку е толерантна средината на неверство. Така. Навистина ми беше пријатно во изминативе 40 на минути додека дискутиравме, се надевам и на публиката. Ви благодарам многу, Латас, Павле, Златко и Давид. Ми беше особена чест и задоволство што ни бевте соговорници и така. И заслужуваат за тоа што беа искрени и отворени, така. Само за момент сакам да ја поканам на сцената Ивана Јанева Попов, која што е бренд менаџерка на Виши Ла Рош Позе во Септима. Таа има изненадување за нашите панелисти. Повели Ивана. Дали бевме задоволни од одговорите и дали ни одговорија што сакаме ние жените? Мислам дека да, секоја чест поклон да земи. Заслужено, Ивана, така? Сега се инспирираше. Златко, драго ми е. Ивана, кога ви ќе познавам? Ивана, благодарам. Ми беше чест. Ти благодарам многу, Ивана, а ја поканувам тука и Јована Стојменовиќ. Јас би да им се заблагодарам на овие господа и да кажам дека од сега редовно ќе има ваков панел на Профемина. Мене ми беше презабавно да го слушам се во ова. Забавно. Така што ви благодарам многу, драги наши, што бевте дел од ова. Благодарам и ние. Благодарим и ние.